се плашиш да инвестираш е исто како да се плашиш да живееш. Се плашиш да инвестираш затоа што размислуваш што ако не ми успее. Јас искрено не те разбирам, затоа што никогаш, ама никогаш не сум размислувала така. И баш сега ми дојде во моментов таа мисла дека јас сум човек што инвестира. Например, кога почнав да правам маски за мобилни, наоѓав начини на кој начин да ги печатам маските, па не успеваше, успеваше, ама не беше квалитетно и така натака. Секогаш сум размислувала што имам да изгубам. И онака во моментов ги немам тие пари. Значи треба да ги соберам, зашто можам да ги потрошам. За искачање, за облека, за одмор, за некој луксус, не ми паднало на памет. Значи, едноставно го купувам тоа, дури и да ги изгубам парите, мислам да не ми успее тој бизнис, дури и да ги изгубам парите, знам дека сум пробала. И успеа, замислете. После тоа купив машина за печатање на мајци, исто не ми беше страв да ја купам. Значи, немојте да се плашите да живеете, луѓе. Не знам дали ја знаете онаа реченица What if I fall? Oh baby, what if you fly? Размислувајте на долги стази. Размислувајте да го планирате не одморот, животот. Животот. И јас сега, периодов, од како го започнав проект 24, каде што за некој да се приклучи во тимот на мала врата, треба да направи налог и да нарача 3 производи за себе, тоа отприлика негде 150 евра. Луѓе се мислат, што се мислиш бре, ќе ги изедеш, ќе отидеш у кафана, ќе ги потрошиш, ќе отидеш, ќе купиш некоја глупост од Zara, од Jumbo, од Ikea, од не знам каде. А можеш со тоа да започнеш бизнис. Нормално во склад со твоите амбиции и можности можеш да започнеш и на поголема врата. Ама за се добиваш производ. Не ги даваш у ветер и магла, имаш златен стандард, имаш опција. Ако не сакаш да го работиш тоа, се предомислиш во рок од 12 месеци, ги враќаш производите и ти ги враќаат парите. И не треба да продаваш. Зашто ми се тогаш тие производи? Ќе ги пласираш, ќе имаш клиенти, а на никого нема да му понудиш да купи. Ако макар малку ти ги прошири хоризонтите или се пронајде во нешто од ова што го зборам, пиши ми, да поразговараме и да видиме дали би можеле да соработуваме.